утро и од мене. Добре дојдовте и овој музички понеделник во магазин, а денеска на моје големо задоволство ќе се дружиме со кларинетистот Благојче Трајковски од група Фонтана. Со него го промовираме новиот видеозапис и инструменталната композиција Височини, а ќе ни открие во продолжение и кога ќе го објават и новиот албум. Ќе се навратиме и на настапи и концерти од изминатата година, а ќе ни раскаже какви се плановите за ова. Па затоа останете со нас, веканам на една убава дружба со мојот гостин. Добро утро и добре дојде Благојче. Добро утро, добро ве најдов. Драго ми е и мене што еве пак ќе споделим убави моменти. Така што поздрав до вас и поздрав до гледачите секако. Така е, драго ми е што во различни улоги доаѓаш секој пат, некогаш како кларинетист, соло артист, некогаш како представник на групата Фонтана, но битно е дека секогаш има актуелности. Така, гледаме да има актуелности, сето тоа ќе придонесе повеќе да се дружиме секако. Да, така е. Честитки за новата композиција, за Височини. Како настана токму овој наслов? Благодарам. Пред се, композицијата настана пред известно време, не е многу тазе, да речам. Ја изведивме на некој од нашите концерти уште пред 2-3 години, така што живееше како лайв перформанс некое време, меѓутоа потребата за да се направи студиска верзија растеше се повеќе и повеќе, така што со колегите, со пријателите, со работници направивме едно студиско парче од таа композиција која што ете го облагородивме со видеозапис и ќе биде дел од еден албум кој што треба да се случи за скоро време, би рекол. Така што композиција која што има една современа нишка, меѓутоа се темели на македонскиот фолклор. Искористив мотив од песната Се навали шарпланина, распукала шарпланина, малку видоизменето од моја страна, но сепак во рамките на сето она што значи пристојност во третирањето на традиционалната музика. Така што тоа викам со додавање на една боја која што го одбележува, би рекол, времето сега. Да, дали мислиш дека секогаш треба да се гледа, како што спомна, пристојност, да се има одговорност кон некои постари композиции, кон она што е фолклор, традиција, да се внимава како, на кој начин се негува или се преработува? Секако, тоа е голема работа на која што треба да внимаваме ние како уметници, артисти. Тоа внимавање е дел кој што треба да се прави во етапи. Првата етапа е тоа што треба да се едуцираме многу во поглед на сето тоа, затоа што тоа не е лесна материја, не е мала материја и едноставно има една комплексност која што ние треба навистина многу треба да внимаваме кога го третираме сето тоа, поготово во ова денешно осовременување. Ако ја немаме таа едукација, таа наслушаност, ако ја немаме таа анализа на се она што се случува на Балканот, однос на фолклорот, не би можело да го работиме тоа со придонес во она вистинска рамка. Кај нас многу се работи на тоа поле кога е во прашање обработувањето на музиката. Имаме навистина многу сериозни лапсузи направено во однос на целото тоа. Имаме навистина многу грешки и денес се прават тие грешки, меѓутоа едноставно времето е такво, имаме повеќе слобода да можеме да го третираме сето тоа во денешно време и се надевам дека во понатамошниот тек ќе имаме малку поголем придонес во сето тоа, затоа што тоа е еден темел на нашата култура, на нашиот идентитет и навистина е многу важно за целокупното наше општествено живење и затоа апелирам секогаш кон професионалните музичари да немаат многу самодоверба кога е во прашање тоа, затоа што навистина се случуваат многу големи грешки кои што ни влијаат на целиот понатамошен културолошки развој. Да, може контраефект да се постигне. Тоа го гледаме, мислам, не го гледаме директно, не можеме да го видиме како интерпретатори, едноставно како да кажем, кога ги преработуваме тие нумери, некако гледаме повеќе на тој комерцијален дел, некако да се едноставно сами да си го
да си го подобриме индивидуалниот третман кој што го имаме во општеството, не гледаме за понатамошниот развој на самата култура и затоа тој контраефект се постигнува. Едноставно се надевам дека во понатамошниот тек ќе имаме поубави моменти по тоа прашање. Така е, сите веруваме, се надеваме. Па секако, да. Нешто подобро па и за музиката, кои се музичари учествува во овој проект, имавте и гости? Така, значи покрај стандардните членови на група Фонтана, морам да го споменам Петар Христов, кој што со својот сопран саксофон навистина даде едно убаво облагородување, би рекол, на композицијата. Тука би го споменал и Зоран Јагоридовски, перкусионист, кој што е наш долгогодишен пријател и соработник. И едноставно тоа музичко семејство, би го рекол, даде се од себе да направи една композиција која што верувам долго ќе остане како одбележување на ова време. Така, колку време веќе постои, колку направивте како Фонтана? Па добро, веќе 25 години, би рекол, се навршуваат, така што некако сето тоа како еден миг досега е поминато, затоа што сите тие години навистина многу динамични во работењето со многу настави, многу семејни веселби, би рекол, концерти, студиска работа, така што кога се соочуваме со динамичност во времето, навистина брзо врви и неосетно поминуваат годините. Да речем, меѓутоа јас сум задоволен и горд на сето она што го имаме сработено досега. Верувам дека уште ќе работиме со тој интензитет, се со цел да придонесеме во сето она што значи култура и уметност во нашето општество. Дали може би новиот албум е еден начин да се одбележи некаков јубилеј или така се погоди работите? Добро, ние некако во однос на тоа верувам дека заради динамичноста во работењето некако тие јубилеи, такви работи, родендени, прослави, такви чуда некако не ги одбележуваме на таков начин. Секоја можност ја користиме да донесеме нешто ново, нешто свежо. Ние имаме таква една, да речем, намерата во нашата работа е секогаш и да имаме дружба, нашето семејство секогаш да се проширува, да имаме соработници што повеќе. Едноставно, тој еснавски момент да живее на една повисока нога, би рекол, и кога го работиш нештото со повеќе луѓе, навистина задоволството поголемо, така што задоволни сме што имаме навистина многу соработници, многу пријатели со кои што заеднички придонесуваме во целата наша работа, така што задоволен сум, се надевам дека ќе не држи здравието и енергијата и ќе придонесеме уште повеќе во развојот на нашата музика. Ќе се најдат и вашите соработници или заедничките композиции на самиот албум? Секако. Ете, ги спомена соработниците на оваа композиција, секако во нашата работа. Џамбо Агушев е еден од нашите најдобри пријатели и соработници. Гамзе Матраџи, пејачката од Турција со која што имавме спектакуларен концерт, би рекол, пред 2-3 месеци. Исто е наш сериозен соработник и пријател, така што сите тие луѓе ќе си имаат свој дел во тој музички мозаик кој што ние ќе го направиме, и затоа викам се со многу љубов од срце и со една многу позитивна енергија, и верувам дека што полесно и самите слушатели ќе го почувствуваат тоа. Да, го спомна и спектакуларниот концерт. Какви беа реакциите, впечатоците, и од како помина веќе неколку месеци, нели, од ноември? Да, тој концерт беше на 27 ноември. Навистина еден многу убав настан кој што ни остана на срце, ќе ни остане додека сме живи. Тоа беше отварање на фестивалот на музика од светот во Битола, на наше големо задоволство. Гамзе беше дел од тој спектакл. Ни беше специјална гостинка на тој настан. Навистина направивме еден многу убав перформанс. Задоволството кај публиката беше видно и тоа сето ни влијаеше многу позитивно нас на сцената, и навистина еден од
многуте моменти, меѓутоа тие би рекол би го ставил во тие ретко убавите моменти кои што сме ги доживеале во нашата кариера музичка. Така, има ли уште некој можеби од странство со кој што би сакал допрева да се сретнеш, да поделиш сцена? Добро, секогаш има по некој кој што е инспиративен лик, би рекол, во целата оваа работа, но јас секогаш преферирам да речам некако спонтано работите да се случуваат и сите овие соработки кои што досега се случувале навистина биле спонтани и некако убавината е уште поголема така и сум секако многу задоволен и среќен на сето тоа што досега се случило, затоа што не е само тоа професионална соработка, туку тоа е сите тие проекти се плод на едно пријателство, на едно меѓусебно почитување, едноставно на нешто кое што дава малку една повисока духовна вредност на сето тоа што го работи. Така е, кога се здружуваат сили, може да се кажат повеќе музичари од различни краеви, различни региони. Да, секако, затоа јас и преферирам да има што повеќе луѓе во сето тоа семејство, да речам, кое што го работи тоа, затоа што придонесот од секој дава навистина еден сосема посебен убав колорит во целата таа музичка концепција која што се случува. А нема никогаш простор за суета, его, па некој да пробува да се наметне своje мислење или да ги води другите? По тоа прашање многу сум задоволен што тие такви, би рекол, младалачки болести ги пребродивме некако многу одамна, уште на самите почетоци и многу пати го споменуваме тоа кога некогаш ќе се соочиме со некои други примери кај што тој егоизам или суетите проработуваат малку поинаку и само ќе се насмееме и ќе кажеме дека добро е што ние многу рано, многу брзо се излечивме од овие работи. Знаете, многу е важно човек да се реализира во професијата, што поскоро, би рекол се, тоа поскоро не може да биде така. Природата едноставно си ги диктира така работите да треба да се стекне навистина едно сериозно искуство за човек да биде реализиран, меѓутоа е многу важно човек да се реализира во професијата и психолошки да знае да чекори во сето тоа, затоа што ако не го доживее тоа, како што одминуваат годините, ќе се соочува со целата таа проблематика што ја споменавте во однос на цел тој егоизам кој што би владеел и тука немаме добар производ што се однесува до тој краен резултат. Да, бидејќи ти имаш долгогодишно искуство, пак што ги советуваш тогаш младите, со каков пристап си кон нив? Третирањето. Оние на кои што им предаваш? Секако. Таа конекција во денешно време е многу тешко да се оствари во вистинска смисла на зборот и за да може лесно да стигнат советите до младите луѓе, затоа што живееме во едно турбулентно време, во едно многу динамично време каде што на младите се им е многу достапно и тоа што чини и тоа што не чини го имаат на тацна, би рекол. Вредностите се изместени, критериумите се изместени и затоа е многу тешко младите да дојдат до таа конкретна вистина кога е во прашање на квалитетот или оној вистински пат по кој што треба да се движат и тоа е една сериозна борба која што навистина е многу тешка и е со големи шанси да не се издвојува победа на крајот во однос на целото на кое што ние повозрастните го манифестираме со цел да им помогнеме на младите, затоа што како што кажав, вредностите се изместени и многу тоа придонесува кај младиот човек да се направи една конфузија во сето она што го прима и е тешко да процени што е добро, а што не. Социјалните мрежи си го прават своето, се што излегува на површина и самите гледате кога е во прашање музиката, немаме ние
некако се е во ист кош, немаме некоја класификација на она што е вредно, на она што значи шунд. Јас никогаш не сум противник сето тоа да се елиминира кога е во прашање шундот. Шундот е потреба во општеството, тоа ни се покажало 100 години уназад, но убаво е кога имаме ние некоја класификација на работите и сето тоа би олеснело на младиот човек да може посериозно да чекори во патот и на професијата понатаму. Да научи да селектира, можеби со тек на време или со искуство. Да. Така што тешка е таа борба, затоа што сум во неврзан контакт со младите луѓе и гледам што се случува во нивните глави, како размислуваат и не ги обвинувам затоа што едноставно таков е животот сега и затоа се соочуваат со таа конфузија, да речем, што им се случува, но се надевам дека ќе дојдат некои поубави времења каде што ќе им се олесни патот во вистинска смисла на младите луѓе за да можат полесно и попродуктивно да чекорат во професијата. Се конкретно зборувам за музиката затоа што тоа ми е работа, инаку во секој дел од општеството се случува тоа. Сме во еден хаос, би рекол. Тешко да се одолее или на опкружувањето и се што се нуди. Но едноставно не е само кај нас, едноставно светот така функционира, така пулсира во моментов и затоа не се противам до крај, едноставно тоа е еден предизвик кој што ние треба да го решиме на некој начин. Да, и да балансираме. Кога ете спомна предизвик, какви се предизвици имаш за годинава? Има ли веќе некои планови во најава, цели, замисли? Добро, плановите некогаш излегуваат така инстант, одма и да се случи нешто. Едноставно посакувам само да сме здрави и живи. Секогаш има повод, секогаш има инспирација да се направи нешто добро. Драго ми е што окружувањето ми е со такви инспиративни луѓе и затоа викам да сме здрави и живи, секогаш излегуваат убави идеи. Го имаме така ритамот наш на функционирање поставено да оставаме музички документи, семејните веселби како група ни се во континуитет, меѓутоа покрај тоа гледаме да имаме концертни случувања, гледаме да имаме студиска работа, оставање на студиски документи. Во мојата солистичка работа исто гледам да оставам документирани снимки што може повеќе. Сакам во овој наредниот период малку да се навратиме на оној би рекол потрадиционален македонски звук, затоа што се повеќе и повеќе се заборава сето тоа и затоа малку сакам некое внимание поголемо да му се даде на тоа. Верувам дека во овој нареден период тоа ќе се случува. Работата во школото си оди во еден нормален тек, би рекол. Сега класичната музика е основата врз која што се ова друго градиме, би рекол, така што имаш и индивидуална настава, индивидуални часови? Да, индивидуална е настава. Мислам наставата по инструмент е индивидуална. Добро е, борба е, како што кажав и претходно, во денешно време борба е да ги убедиш младите луѓе дека треба да седнат и да вежбаат, да се посветат на инструментот и да посветат многу часови во денот за да успеат понатаму. Не можат да сватат дека тоа е сериозна основа за да следи успехот понатаму. Сакаат некако денешните млади луѓе преку ноќ да добијат се она што посекуваат со што помалку труд, би рекол, меѓутоа не е тоа така. Сепак инструментот е еден, како да кажем, една комплексна работа која што си сака време, си сака созревање, варење, да речем, на сето тоа и навистина треба една сериозна посветеност, едно внимание, така што и тоа е еден дел од нашата работа, како да ги насочиме младите луѓе да чекорат по вистинската патека. А има ли потреба и ден денес за вежбање во твојот случај? Дали си одвојуваш секој ден, дел во денот? Тоа колку се одвојувам, ќе си го чувам за себе и не сакам да го споделувам, пошто се коси со овие другите работи што ги кажувам, како што
старее човек, да речам, се помалку и помалку време има за посветување на инструментот и затоа секогаш ги советувам моите ученици дека периодот на образованието, тие години кога се дел од образовниот систем се навистина многу важни и што повеќе време да посветат тогаш за да можат на овие години едноставно малку полесно да чекорат. Тоа е многу важно и затоа им кажувам дека средношколските и студентските денови се клучниот дел од поставувањето на целата таа професионална личност која што треба да чекори во музиката. Не само кларинетот и секој инструмент треба да биде еден нераскинлив дел од инструменталистот и тоа мора да биде така, мораме да се дружиме со инструментот што повеќе за да едноставно тој ни служи за да се изразиме онака како што треба. Па и тебе кога ќе те замисли човек, не може без кларинет. Тоа е таа асоциација, една слика за тебе. Мора вежбање, мора третирање на сето тоа онака како што треба. Тоа е работа која што не сме измислиле ние. Едноставно така се поставени работите и ние само треба да ги следиме. Музиката е многу слична, поготово за инструменталистите зборува многу слична со третманот на спортистите во својата професија, како што секој фудбалер или кошаркар би рекол треба да тренира по 2, 3, 4 пати дневно, етапно би рекол, така и секој инструменталист треба да си го постави сето тоа како работна навика. Јас многу пати со учениците кога правам муавет, ќе им споменам некој од спортистите, еден Роналдо тренира по 3 пати денот, тоа не значи дека тој не знае фудбал да игра, едноставно тренингот е принципот кој што треба да го следат професионалните спортисти за да можат да се одржат и да го одржат тоа ниво на функционирање во професијата, така и со музиката. Едноставно инструментот треба да се негува максимално онака како што треба, за да можеме ние да се изразиме на што повисоко ниво и да бидеме добар пример за сите кои што се после нас, да речем, се занимаваат со таа работа. Дисциплината си го прави своето, одржување на форма, како и спортистите сегмент од животот е така што многу важно сето тоа. Минатата година ќе паметиш и по други концерти, например оние летоска што беа Битола, Охрид, некои убава година беше, убава година. Битни, поинтересни моменти во кариерата. Навистина убава, плодна година би рекол, се случи некои настани кои што навистина беа многу единствени би рекол. Го споменавте летниот период, направивме тогаш еден навистина многу убав концерт со колегите кларинетисти кои што се македонци, не работат во Македонија. Исмаил Лумановски, Горан Бојчевски, Благој Ламјов и јас бевме четворицата артисти кои што во Хераклеја направивме еден убав концерт исполнет со многу емоција, љубов, виртуозност би рекол и навистина направивме едно убаво збиднување за публиката кое што и ден денес се споменува во многу разговори кога се гледаме со пријателите во Битола. Се надевам дека ќе се случи таков настан повторно, затоа што навистина беше многу убав не само за публиката и за нас, затоа што ретко е да се соберат инструменталисти кои што се дружеле како деца, меѓутоа животот ги разделил малку, па сега после многу години се соочуваат пак заедно на сцена и навистина еден убав емоционален дел беше тој кој што ни останува во сеќавање за секогаш. Го споменавте етнофестивалот во Охрид, имавме прекрасен настап со проектот Митан и Андријана Јаневска, заедно со една прекрасна екипа на музичари, Мите Димовски, Дамир Имери, Илија Филиповски, Александар Јовевски. Сите имиња. Навистина една многу убава, продуктивна екипа, спојна, би рекол, на младост, на искуство, на многу музика, да речам, и едноставно и тоа беше еден навистина многу убав концерт кој што го репризиравме уште неколку пати во неколку градови во Македонија и најде навистина на многу убава позитивна реакција од страна на публиката.
Така е, убаво е да има што повеќе такви концерти, фестивалски настапи и промоција на музиката. Сите тие настани се навистина инспирација за да градиме нешто ново понатаму, така што како што и претходно кажав, благодарен сум што ето окружувањето ми е такво со многу убави луѓе, продуктивни, позитивни и моќни во професијата, така што со такви луѓе се е многу лесно да се работи. Така е, бидејќи уште малку време ни остана, брзо ни поминува некако пред самиот крај. Би те прашала и околу видеозаписот, затоа што ќе го погледнеме височини, локациите, изработката, режијата за оно што ќе го видиме следно. Да, го направивме на платото пред офицерскиот дом во Битола. За видеото задолжени беа Кристијан Теодоров и Огнен Шапковски. Аудиото го снимивме во студио Подрумот кај Ангел Ќосев. Претходно споменав екипата на музичари, така што спакувавме едно убаво би рекол делче со големо задоволство и љубов го подготвивме. Генерално сум задоволен од сето тоа што го сработивме, задоволен сум од реакцијата на публиката. Секако, пошто композицијата настана уште пред 2-3 години, едноставно таа реакција на публиката ни даде и повод да го направиме ова студиско парче, така што сето тоа, како што кажав, даде и инспирација за да се направат уште многу музички парчиња во иднина. Да, чекаме тогаш и нови композиции или нов албум. Благодарам. Во исчекување сме, па ќе видиме кога ќе биде тоа, да видиме први. Секако. И да имаме една експлозива со новиот албум. Секако, јас сум многу благодарен на вас затоа што заеднички придонесуваме во сето она што го работиме и придонесуваме во културата и уметноста, би рекол, едни без други не можеме и затоа сум јас многу благодарен на вас, на целата екипа и се надевам дека ќе имаме уште многу вака убави позитивни моменти за да може да подариме на публиката што може повеќе задоволство. Така, особено кога има нешто ново, актуелно, па и за промоција на албумот. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Поздрав и до останатите музичари, до цела група Фонтана, па да се гледаме само за убаво. Благодарам, поздрави до вас, здрави и живи да се видиме што поскоро пак. А вие, драги мои, уживајте во најновиот видеозапис на група Фонтана, Височини. Од мене до гледање.